Здраво и добре ни дојдовте во уште едно ново издание на нашата мислотека. Како што знаете, тука не сме за да се испрашуваме, напротив, да се забавуваме и да другаруваме. Јас сум вашиот водител Мики Анчевски, а денеска со мене се денешните надпреварувачи, да ги запознаеме. Тим 1 од мојата десна страна. Здраво, добре ни дојдовте. Здраво? Здраво. Може ли да ни се представите? Јас сум Софија. Софија. Јас сум Алексеј. Алексеј. Јас сум Саша. Саша, од кој училиште ни доаѓате? Од Кочо Рацин. Од Кочо Рацин. Благодарам Тим 1 и Тимот 2 од мојата лева страна. Здраво и вам, добре ни дојдовте. Здраво. Може ли вие да ни се представите? Здраво, јас сум Калина. Калина, Здраво, јас сум Максим. Максим И Мила. и Мила. И ни доаѓате од училиштето? Кочо Рацин. Кочо Рацин едногласно. Мислам дека можеме веднаш да почнеме со првата игра, да не губиме време. Првата игра се вика Меморија. На екранот ќе ви бидат прикажани 16 полиња, кои што ќе се отвораат редоследно едно по друго. Целта на нашите надпреварувачи ќе биде внимателно да гледаат и уште повнимателно да помнат. Откако сите полиња ќе ги отвориме, а потоа ќе ги затвориме, почнуваме со поставување на прашања. На секој тим ќе му поставиме 4 прашања. За секој точен одговор, тимот добива 1 поен. Тимови, дали ни се правилата јасни? Да, можеме веднаш да почнеме со првата меморија. Папагал. Папагал. Лебед. Орел. Штрк. Лебед. Папагал. Лебед. Папагал. Орел. Штрк. Папагал. Лебед. Лебед. Папагал. Орел. Ги видовме 16 полиња, се надевам дека запомнивте. Тим 1. Почнуваме од вас. Првото прашање за вас, слушајте внимателно. Што беше прикажано во 3 полиња? Дали го имаме одговорот? Орел. Орел е одговорот што го бараме, освоен поен за тимот 1. Тим 2. Што беше прикажано во 6 полиња? Во 6 полиња беше прикажано птица. Не, тоа не е одговор што го бараме, одговор што го баравме е папагал. Во колку полиња беше прикажан лебед? 4. Одговорот што го бараме е во 5 полиња. Тим 2. Во колку полиња беше прикажан штрк? Штрк во 2 полиња. Во 2 полиња, освоен поен за тим 2. Тим 1. Што беше прикажано во полето број 2? Повели? Папагал. Папагал, инаку не мора да кревате рака, можете веднаш да одговарате. Папагал е одговорот инаку што го бараме, освоен поен за тим 1. Тим 2. Што беше прикажано во полето број 13? Во полето број 13 беше прикажан лебед. Лебед е одговорот што го бараме, освоен поен за тим 2. Тим 1. Што беше прикажано во полето број 10? Дали го имаме одговор? Не, одговорот што го бараме е орел. Тим 2. Што беше прикажано во полето број 5? Во полето број 5 беше прикажана птица. Не, одговорот што го бараме е штрк. Завршивме многу брзо со првата меморија, а ние можеме веднаш да ја видиме втората меморија. Хармоника. Труба. Тапан. Гитара. 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 Хармоника. Гитара. Труба. Тапан. Труба. Гитара.
Труба. Гитара. Труба. Тапан. Тим 2, подгответе се, внимавајте, концентрација, овој пат почнуваме со вас. Што беше прикажано во 5 полиња? Во 5 полиња беше прикажано гитара. Не, одговорот што го бараме е труба. Тим 1, што беше прикажано во 2 полиња? Хармоника. Хармоника е одговорот што го бараме, поен за тим 1. Тим 2, во колку полиња беше прикажан тапан? Тапан беше прикажан во 2 полиња. Не, одговорот што го бараме е во 3 полиња. Тим 1, во колку полиња беше прикажана гитара? Во 6 полиња. Точен одговор, 6 полиња, освоен поен за тим 1. Тим 2, што беше прикажано во полето број 3? Во полето број 3 беше прикажано гитара. Не, во полето број 3 беше прикажан тапан. Тим 1, што беше прикажано во полето број 7? Дали го имаме одговорот? Погласно се извини. Гитара. Не, тоа не е одговорот што го бараме. Одговорот што го бараме е хармоника. Тим 2, што беше прикажано во полето број 14? Во полето број 14 беше прикажан тапан. Не, одговорот што го бараме е гитара. Последно прашање за тим 1 во оваа меморија. Што беше прикажано во полето број 11? Труба. Тоа е точниот одговор и труба донесе поен за тим 1. Завршивме со првата игра, а сега да видиме кој од тимовите колку поени освоил. Во првата игра тимот 1 освоил 5 поени, тимот 2 освоил 2 поени. Се уште сме на почетокот, ни остануваат уште многу игри да играме и да освојуваме многу поени. Продолжуваме со втората игра, Скриен збор. Во оваа игра ќе ви бидат зададени 5 букви по измешан редослед кои што го кријат зборот кој што го бараме. Една од овие букви ќе биде на низиното вистинско место и таа ќе ви биде прикажана. Секој тим треба да го погоди скрениот збор за време од 10 секунди и да освои 2 поени. Доколку не успеат во тоа, добиваат помош. Ја откриваме првата, односно почетната буква од зборот, нови 10 секунди, можност да освоите 1 поен. Тимови, правилата ни се јасни? Да. Можеме да почнеме со првите букви за тим 1. Тим 1, слушајте внимателно. Вашите букви се Е, С, Ц, О, Н. Буквата Н е трета во зборот. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Сонце. Сонце, точен одговор, 2 поени за тим 2. Тим 1 се извинувам. Тим 2. Ова се вашите букви, слушајте внимателно. Е, С, А, Р, Қ. Буквата е трета во зборот. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Среќа. Среќа, вам не ви треба среќа, бидејќи го погодивте зборот. 2 поени за тим 2. Тим 1. Вашите букви се Е, З, Т, Л, И. Буквата Л е трета во зборот. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Излет. Излет е одговор што го бараме во последна секунда. Браво, браво за тим 1. Излет донесе 2 поени за тим 1. Тим 2. Внимавајте, концентрација. Вашите букви се В, О, П, А, Ч. Буквата Ч е трета во зборот. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Ни одминаа 10 секунди, можеме да ја отвориме првата, односно почетната буква од зборот. Тоа е буквата П. Тим 2. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Почва.
Почва е одговорот, точниот одговор почва и донесе 1 поен. Тим 1. Внимавајте, концентрација. Вашите букви се А, К, П, У, М. Буквата М е трета во зборот. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Ние одминаа 10 секунди, можеме да ја отвориме првата, односно почетната буква. Првата буква од зборот што го бараме е буквата П. Тим 1. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Памук. Памук е точниот одговор. 1 поен за тим 1, тим 2. Последните букви во втората игра за вас. Тоа се буквите. Слушате внимателно, концентрација. К, М, А, С. Буквата С е трета во зборот. Кој е зборот што го бараме 10 секунди сега? Маска. Маска е зборот што го баравме 2 поени за тим 2. Бргу ја завршивме и втората игра. Во втората игра тимот 1 освои 5 поени, тимот 2 освоил 5 поени, но вкупниот број на поени за тимот 1 е 10, вкупниот број на освоени поени за тимот 2 е 7. Се уште сме блиску тука некаде со поените. Следува наред третата игра, а во неја знаете дека можете да освоите многу поени. А знаете како се вика таа? Асоцијација! Во оваа игра, секој тим има своја табела за асоциација, составена од 3 колони со по 3 полиња. Тимовите ги отвораат полињата редоследно. По секое отворено поле, тимот има една шанса да го погоди решението за соодветната колона и да освои 2 поени. Откако сите полиња ќе бидат отворени, тимот има 20 секунди, една шанса да го погоди конечното решение и да освои 4 поени. Тимови, дали ни се правилата јасни? Да! Да, јасно и гласно можеме да почнеме со асоциацијата за Тим 1. Тим 1 веќе ни е отворено полето А1, во него стои зборот фил. На што не асоцира зборот фил? Дали го имаме одговорот? Полно. Не, тоа не е одговорот што го бараме и асоциацијата, го отвораме полето А2. Во него стои зборот крем. На што не асоцираат зборовите? Фил, крем. Торта. Не, тоа не е одговорот што го бараме. Третото поле А3 вели јагода. Тим 1. На што не асоцираат зборовите? Фил, крем, јагода. Торта. Не, тоа не е одговорот што го бараме. Одговорот што го баравме е шлак. Фил, крем, јагода, сето тоа не асоцира на шлак. Продолжуваме со колоната Б, колона Б и полето Б1. Во него се крие зборот брашно. Концентрирајте се полека. На што не асоцира зборот брашно? Путер. Погласно? Путер. Не, тоа не е зборот и одговорот што го бараме. Во полето Б2 ни се крие зборот јајце. Тим 1. На што не асоцираат зборовите? Брашно, јајце. Шеќер. Не, тоа не е одговор што го бараме. Ќе го отвориме последното поле Б3 од колона Б. Во него стои зборот квасец. Тим 1. На што не асоцираат зборовите? Брашно, јајца, квасец. Чинки. Не, тоа не е одговор што го бараме. Одговорот беше тесто. Брашно, јајца, квасец, сето тоа не асоцира на тесто. И последната колона В, полето В1. Во него стои зборот какао. Тим 1. На што не асоцира зборот какао? Кафеава. Не, тоа не е одговор што го бараме. Го отвораме полето В2. Во него стои зборот млечна. На што не асоцираат зборовите? Какао, млечна. Чоколада. Чоколада е одговорот што го бараме. Освоени 2 поени за тимот 1. Да го отвориме последното поле В3. Значи, какао, млечно, во полето В3 стоеше зборот бела, сето тоа не асоцира на чоколада. Концентрација, слушајте внимателно. Имате 20 секунди, една шанса да го погодите конечното решение. Тим 1. На што не асоцираат зборовите? Шлаг, тесто, чоколада. 20 секунди сега.
Торта. Торта е одговорот што го бараме. Можете погласно, неколку пати кажа, слободно одговарате погласно. торта. Така е, а торта ви донесе 4 поени. Тим 2. Вие сте наред и вашата табела за асоциација подготвени. Веќе го гледаме и полето А1, во него стои прибор. На што не асоцира зборот прибор? Молим? Не, тоа не е одговорот што го бараме. Го отвораме полето А2. Сечило. На што не асоцираат зборовите прибор, сечило? Дали тим 2 го имаме одговорот? Го отвораме и третото поле, полето А3, а во него стои зборот графит. Тим 2. На што не асоцираат зборовите? Прибор, сечило, графит. Слика. Не, тоа не е одговор што го бараме. Одговор што го бараме е острелка. Прибор, сечило, графит не асоцира на острелка. Имаме уште две колони. Продолжуваме со колоната Б, полето Б1. Во него се крие зборот тркало. На што не асоцира зборот тркало? Тим 2, дали го имаме одговорот? Не, тоа не е одговорот што го бараме, го отвораме второто поле Б2. Во него се крие зборот автомобил. Тим 2, на што не асоцираат зборовите? Тркало, автомобил. Дали тим 2 го има одговорот? Да, сум. Го отвораме и последното поле, полето Б3, во него стои зборот каучук. Внимавајте, концентрација. На што не асоцираат зборовите? Тркало, автомобил, каучук. Возило? Не. Одговорот што го бараме е гума. Тркало, автомобил, каучук, сето тоа не асоцира на гума. И отвораме и последната колона В, полето В1. Корица. На што не асоцира зборот корица? Тетрадка. Точен одговор. Тетрадка е одговорот што го бараме за колона В, да ги отвориме и преостанатите две полиња. Во В2 се криеше зборот квадратчиња, а во В3 линии. Корица, квадратчиња, линии не асоцира на тетрадка. Така е, веќе погодивте освоени 2 поени, но треба да го погодите конечното решение. Внимавајте, имате 20 секунди, една шанса да го погодите конечното решение. Тим 2, на што не асоцираат зборовите? Острелка, гума, тетрадка. 20 секунди сега. Училишен прибор. Не, тим 2, тоа не е одговорот што го бараме. Одговорот што го баравме е молив. Острелка, гума, тетрадка, сето тоа не асоцира на молив. Завршивме и со третата игра асоциација. Можеме веднаш да видиме колку поени освоивме. Тим 1 во третата игра освои 6 поени. Тимот 2 освои 2 поени. Вкупниот број поени за тим 1 е 16. Вкупниот број поени за тим 2 9. Но нам ни преостанува и последната игра, малку да се размрдаме, раздвижиме и повторно да освојуваме поени, а последната игра е координација. Ова се правилата за последната игра. Во оваа игра секој тим добива 6 обрачи, поточно 2 обрачи добива секој од надпреварувачите. Целта и задачата е да го погодат столбот кој што се наоѓа пред нив, а за секој погодок добиваат 1 поен. Време трајање на целата игра е 30 секунди. Почнуваме со тим 1, повелете тим 1, застанете еден за друг како што ќе фрлате, не почнувајте додека јас не додам знак. Полека застанете подготвени на мој знак, не треба да ја газите оваа линија, ова е вашиот конус. Подготвени? 3, 4, сега! За малку! Ајде, вториот надпреварувач. Погодок. Браво, браво. За малку, третиот надпреварувач. Погодок. Уште еден погодок. Благодарам тим 1. Веќе се вративте. Браво на своите места. Тим 2. Повелете и вие. Застанете и наредете се еден за друг, не е важно кој ќе фрла прв, слободно, слободно наредете се, слободно, слободно. Значи ова е полека, не почнувајте додека можеш понапред, понапред. Ете тука. Кај црнава. Полека, јас ќе ви објаснам, застанете, полека. Значи, ова е вашиот столб, почнувате на мој знак, 30 секунди. Важи, нема потреба да брзате. 3, 4, сега. За малку.
За малку. Надпреварувач број 2. Статива што би рекле некој погодок. Надпреварувач број 3. Погодок. И погодок! Повелете, вратете се на вашите места. Потивко, завршивме и со последната четврта игра. Во четвртата игра тимот 1 освои 3 поени, тимот 2 освои 3 поени исто така, но вкупниот број поени за тим 1 е 19. Вкупниот број поени освоени за тимот 2 е 12. Победници, односно победник во денешната мислотека е тимот 1. Тим 2. Одлични бевте, браво, се надевам дека ви беше супер, забавно и интересно и дека повторно ќе ни дојдете. Во нашата мислотека нема губитници, да знаете. Ви благодарам, тим 1. Ви честитам на учеството и на победата и се надевам, не се надевам. Впрочем, со вас ќе се видиме во 8 на финалето. Благодарам уште еднаш, а со вас, драги мои, се гледаме следната мислотека. Чао!